Започнува уште едно издание на емисијата Магазина телевизија Мега. Добре дојдовте. Најновата премиера и воедно 9-та премиера за оваа година на Битолскиот театар е представата Доктор Фауст во режија на Андраш Урбан, кој што повтор пат работи во Битолскиот народен театар. Во оваа представа играат 12 актери од ансамблот, а истата се препорачува за публика над 16 години. Деталите во продолжение. Доктор Фауст во режија на Андраш Урбан е новата 9-та премиера на Битолскиот народен театар за оваа година. Режисерот Урбан веќе е познат на битолската публика. Тој пред 4 години ја режираше Хамлет Машина, која пред неколку денови на сцената на Битолскиот театар ја имаше својата 50-та изведба. Неговата авангардност беше причина тој повторпат да режира во Битола, истакна од Битолскиот театар. Таа представа исто така покрај големиот успех тука учествуваше на фестивалот МОТ во Скопје, на фестивалот во Суботица и во Подгорица, и сакам да кажам дека го носи предзнакот на култна представа која што инспирираше многу други режисери и автори во Македонија да се понесат по тој пат, да создадат еден театар кој што има една доза на документарност во него и која го има предзнакот на некаква авангарда, би рекол. Тоа беше доволно да го поканим уште еднаш Андраш Урбан, кој во меѓувреме направи голема кариера во скоро сите големи градови во бивша Југославија, во Унгарија, во Романија исто така, и дури беше прогласен за најдобар режисер минатата година во Србија. А кај нас овај пат работеше на тема Доктор Фауст, инспирирана по текстот на Кристофер Марлоу, меѓутоа како и минатиот пат и овај пат со многу текстови кои што за време на процесот на работа настанаа помеѓу него, актерите и нашиот драматург Билјана Крајчевска. Лично сакам јавно да му се заблагодарам на режисерот за времето, енергијата и за она што секогаш успева да го направи и тогаш и сега со нашиот театар, во смисла да ги повлече сите учесници во проектот по некаква вертикала, да создаде една многу интересна, возбудлива и паметна представа, која што се надевам дека ќе најде на добар прием кај публиката и исто така дека ќе има долг живот на репертоарот, меѓутоа и на фестивалите кои што до година ќе се случуваат кај нас и во странство. После 4 години опет... Јас после 4 години повторно работам во Битолскиот народен театар и многу ми е мило заради тоа што имаме одлична соработка и со актерите, со целиот ансамбл. И овој пат за Фауст, пред самиот крај можам да кажам дека имавме една прекрасна соработка. Тоа не значи дека немавме недоразбирања, туку дека дојдовме до оној момент кога искрено почнавме да работиме и на темата, и на креативното создавање на представата. Мислам дека успеавме да направиме една представа која е возбудлива, со возбудлива музика и енергија. Пред 4 години, кога за Хамлет Машина, Валентин Светозарев ја работеше сценографијата, ме праша дали сакам простор или сценографија, а јас избрав простор. Овој пат направивме сценографија која сама по себе е простор. Ке видите дека сценографијата е многу специфична, која прави еден специфичен амбиент. Ние тргнавме да ја обработуваме трагичната приказна за животот и смртта на Доктор Фауст по Кристофер Марлоу, затоа што јас заедно со Благој Мицевски влеговме во една расправа во врска со Шекспир, па дојдовме до ова решение. Јас тоа го предложив во смисла дека тоа е време на Ренесансата, кога се раѓа едно поинакво размислување за животот, религијата, знаењето, околу сите тие моменти. И секако Марлоу говори и понатаму за тој фаустовски проблем, кој во тоа време малтене е памфлет за човекот кој се продаде себе си на ѓаволот, како би остварил одреден успех. Ако ја гледаме драмата на Марлоу, тоа е еден вид на моралитет, но сепак тој човек доаѓа до некое размислување за сретнување на победата, односно со секојдневните работи. Оваа представа не е политички мотивирана, а доколку некои одредени моменти ги доживува така, тоа не е проблем. Тоа се занимава со човекот и секако со животот кој сите ние го живееме на овие простори. Главно јас и секогаш работам на тоа. Во представата играат 12 актери, членови на Битолскиот ансамбл, одбрани на аудиција, и тоа Борче Ѓаковски, Викторија Стефановска-Јанкуловска, Елена Моше, Иван Јерчик, Илина Чоревска, Маја Андоновска-Илиевски, Маријан Ѓоргиевски, Никола Пројчевски, Петар Спировски, Сандра Грибовска, Сонја Михајловска и Сонја Ошавковска.
Сценографијата е дело на Валентин Светозарев, костимографијата на Благој Мицевски, драматург е Билјана Крајчевска, а со оваа премиера своето музичко првенче го има и Александар Димовски. Сакам да забележам нешто мощно значајно за оваа представа. Не ни е прв пат да работиме со режисерот Андраш Урбан, кој што сакам да го пофалам дека навистина го буди овај битолски театар. Неговите процеси се крајно интересни, почнуваат со еден вид работилници и завршуваме со продукт кој што е целосен авторски продукт на оваа представа. Значи, околу текстот, ако ве интересира, скоро 10% се користи од оригиналниот текст на Марло по Фаустин, ако останатиот дел од текстот се должи на соработката помеѓу актерите и режисерот. Не можам да ја издвојам представата сега и одес како заседна представа. Неизбежно ја врзувам со Хамлет Машина. Во Хамлет Машина имав реплика нашиот театар, нашиот живот. Мислам дека оваа представа од обратната страна е нашиот живот, нашиот театар. Сега и овде во ова време што го живееме и во состојбите во кои што го живееме, не само во нашата земја, туку и во контекст на пошироките состојби и во земјава и надвор од земјата. Па добро, јас не знам што би додал повеќе од колку што кажам моите колеги и пријатели тука, освен дека, како што кажа Благо, имаме човек од кој што ги моментално и изминатите неколку години ги тресе сцените на Балканот со својот израз и со своите прашања кои што ги поставува во представата, од Лјубљана до Романија. Се надевам дека представата ќе ги возбуди гледачите, се надевам дека гледачите во представата ќе уживаат, но не на оној начин на кој што се ужива во еден, ако можам така да се изразам, граѓански концепт за театар или граѓански театар, туку дека ќе си поставуваат прашања, некои од прашањата се надевам дека можеби ќе им бидат одговорени. Се надевам дека направивме една добра представа која што ќе има долг живот на сцената и дека ќе види доста публика. Годинава која изминува е една од најуспешните во историјата на битолскиот театар, иако беа предвидени 5 премиери за 2016 година. Одиграни се 9, од кои 2 се копродукции, а остварени се и бројни гостувања ширум Европа и светот. Со предвидените представи до крајот на оваа календарска година, бројот на одиграни представи ќе достигне над 200, што го прави битолскиот театар најактивен во Република Македонија. Што се однесува до премиерните изведби од 5 доделени премиерни задачи, така да речем, по националната програма на Република Македонија, нашиот театар, заклучно со премиерата на Фауст, успеа да направи 9 премиерни изведби, од кои 2 се копродукции, едната копродукција со руски актери, а другата копродукција со американски актери. Што ќе рече скоро за 100% повеќе од она што некако ни беше во договорна фаза по националната програма, уште еднаш викам. Што се однесува до изиграните представи, вклучувајќи ги оние представи кои ќе ги изиграме до крајот на годината, со Господ напред што се вика и здравје да не служи сите, ја надминуваме бројката од 200 изиграни представи, што е исто така една респектибилна бројка и неофицијално тоа ние сме театар со најмногу изиграни представи и најмногу премиерни изведби во оваа година во Република Македонија. И секако тука би сакал да споменам уште 2 работи. Едната е нашето меѓународно представување, кое исто така некако за 100% го надминавме оваа година. Од доделените 2 гостувања, не успеавме да направиме 4 гостувања, и тоа гостувавме во Русија, во градот Санкт Петербург, гостувавме во Израел, во градот Ахо, гостувавме во Бугарија, во градот Благоевград и гостувавме во Америка, во градот Санта Барбара. Со што навистина достојно и успешно, според наше мислење, ја представивме македонската култура, македонскиот театар и секако нашиот театар, битолски театар, и сме горди заради тоа. И на крајот секако сакам да споменам 4-тото издание на Шекспировиот фестивал, кој донесе еден нов квалитет, нови видувања оваа година, театри кои и простори кои за прв пат ни гостуваја, кои ни отворија ни нови димензии на читањето на Шекспир и кои се надевам понатака ќе се развива во таа насока, и секако нашето членство во Меѓународната асоциација на Шекспирови фестивали, и искрено верувам дека до година на нашиот мал јубилеј, 5 години Битола Шекспир фестивал, ќе ја одржиме таа светска конференција тука кај нас во нашиот град за време на нашиот фестивал. Но тоа се само желби, за тоа ќе зборуваме до година.
Представата Доктор Фауст се препорачува за публика постара од 16 години и е со ограничен број на публика, односно може да ја следат само 60 гледачи. Представата трае 1 час и 20 минути. Тука е крајот и на денешното издание на емисијата Магазина Телевизија Мега. Мене ми останува само да ви се заблагодарам за вниманието со кое што не следевте, а со нови информации се гледаме повторно утре на истото место во истото време. Довидување.